Нова физибилити студија ќе се изработува од страна на експерт со цел да се укаже на фактот дека градската депонија во Кочани нема капацитет да го собере отпадот од соседните општини. Председателката на Green ОРГ Ана Симонова посочи дека веќе се во фаза на подготовка на новата физибилити студија, со која ќе покажат дека депонијата штетно влијае на човечкиот живот и животната средина. Децидна е дека тоа е единствениот начин долгорочно да се реши проблемот со депонирање на ѓубрето од Виница, Зрновци, Чешиново, Облешево на градската депонија во Кочани. Сметам дека единствениот пат за да се укине носењето на отпад од останатите општини кај нас е токму уште една таква физибилити студија која што ќе ги побие сите тие факти и аргументи и која што ќе покаже дека да, ова физибилити студија кажува дека има штета по човечкиот живот, човечкото здравје, има штета по животната средина и исто така нема капацитет да го собере тој отпад од сите тие општини. Сметам дека со ваков настап кој што ние веќе го спремаме, веќе се подготвивме да ангажираме соодветен експерт кој што ќе направи една таква физибилити студија и која што ќе ја доставиме до Министерството за животна средина. Со тоа ќе побараме седница на влада, свикување на седница на влада, исто како што е изгласано, сето тоа е изгласано на седница на влада. Одлуката која што е донесена во врска со носење на отпад од другите општини е токму од седница на влада. Потребна е едукација кај населението, додава таа. На таков начин отпадот пред да заврши на депонијата ќе биде соодветно селектиран, рециклиран и ќе може да зборуваме за нула отпад. Вели дека ваквите едукации кај населението треба да започнат од најмали нозе. Пред се е потребна и едукација како да дојдеме до нула отпад, како да се справиме со тие депонии. Најдобро е да се започне и со едукација на граѓаните за селекција, за рециклирање на отпад, затоа што тоа е единствениот пат за да дојдеме до нула отпад. Едукацијата не е доволна, едукацијата треба да почне многу порано, уште од градинка можам да кажам слободно дека треба да ја започнеме таа едукација и понатаму дури и практично да ја применуваме во самите училишта за да стекнеме некакви навики уште од мали нозе кај децата дека тие треба да селектираат, да рециклираат и законски тоа да се подкрепи со не знам дали казни или награди, што подобро ќе влијае, меѓутоа мислам дека и законски треба да се направи нешто во врска тој дел. Во меѓувреме, втора недела поред се реализира депонијада во Кочани на патот кој води кон градската депонија. Се пропуштаат само возилата на комуналното јавно предпријатие Водовод Кочани да го депонираат отпадот од градот, а соседните општини бараат своји алтернативи за нивниот отпад.